Поздрав, магични мои! Ајде да видиме што сака оваа ваша особа, која што ви е сега во моментов на ум, или пак во вашето срце. Ке сака од вас, или пак доколку сте немале извесен период контакт со оваа персона, да видиме што сака да ви подари, да ви каже, да ве енергизира од оваа енергија, или пак доколку се спремате да бидете во енергија, да дојдете во контакт, да се видите со оваа ваша персона кој што ви е сега на ум, или пак ја носите во вашето срце, да видиме што сака од вас, значи што конкретно сака од вас. На дно на декот добив енергија тркалото на среќата, или пак енергија кармичното тркало на судбината. Оваа персона ќе сака да ви каже дека вие сте негова судбинска енергија, дека сватила оваа ваша персона колкава судбинска енергија носите во неговата енергизираност, или пак во неговата енергија. За други пак од вас слушам дека оваа енергија ќе биде баш заменета во една кармична судбинска енергија, каде што и оваа персона е вашата дарма. Значи, оваа персона ќе биде енергија дарма од универзумот за вас, кои што сте биле во неадекватна енергетска вредност, значи не сте можеле да пронајдете љубов, или пак доколку сте сумјале во вас дека не постои љубов за вас, токму оваа персона кој што ви е на ум, или пак ја носите оваа персона во вашето срце, енергија дека оваа персона е во енергетска вредност, значи ќе сака да ви долови судбинска енергија која што е оваа ваша судбинска енергија. Значи, точакот на среќата за некој од вас слушам дека е стрелец во хороскоп, ова е стрелска хороскопска енергија, каде што и ова судбинско тркало ќе се придвижи во вашата енергија. Ајде да видиме што друго оваа персона има енергизираност за вас, да видиме кога би се сретнале со оваа персона, што ќе сака да ви порача, да ви каже, како би се осеќала во вашата енергија. Ајде да видиме што друго. 10 купови, драги мои. Оваа персона ќе сака да ви даде една ултимативна енергетска вредност, а оваа енергија е на енергизирање во емоционално енергетско ниво. Значи, оваа персона ќе сака да гради емотивност во вашата енергија, со вас да ги истражи сите емоции кои што и не сте можеле да ги добиете од некоја друга персона која што ви е веќе во затворена енергетска фаза. Оваа персона ќе најверојатно ќе сака да да стапи во брачни води, или пак енергија да ви пружи сето она што и не сте го добивале од претходните персони кои што биле во ваша енергија. Ајде да видиме и што друго сака оваа персона да ви даде како енергија, што сака од вас оваа персона. Да видиме што друго. 9 штапови. Значи, енергија каде што оваа персона се борела во претходниот период да енергизира овој ранет ратник, каде што и ќе биде во енергија да препознаете, да ви каже, да добиете конфирмација од оваа персона дека се борела со нешто што и универзумот ја и дал како една кармична лекција, но оваа персона ќе се бори за љубов до крај, додека не дојде во овие 10 купови енергија која што нема да се откаже од вашата љубов и вашата енергетска вредност, да ви даде емотивност, да ви исполни емотивно, затоа што за некој од вас ќе значи дека и оваа персона не ја енергизирате на такво енергетско ниво,
но оваа персона ќе биде во енергија да се бори за вас, значи да се бори за љубов кој што и ќе треба да ја овозможи до вас или пак вие да му ја дадете оваа 10 енергетска вредност, значи 10 духовна енергетска вредност. Значи емотивност, ултимативна енергија. Оваа персона ќе биде во енергетска вредност, да некој од вас има конекција со персона која што е остроумна, која што држи мач во своите раце, која што критично ги исполнува неговите енергии во една енергетска вредност, е во разумен енергетски дел, каде што и оваа персона поседува емотивност, но не знае да исполни, да каже, да исполи својата емотивност. Оваа персона ќе бара од вас да вие тоа го овозможите, да ја енергизирате духовната енергетска вредност, значи да енергизирате емотивноста во оваа персона или пак да подкренете емотивноста во оваа персона. За некој од вас ќе значи дека сте во контакт со персона која што е кралот на мачевите, значи ова е доминантна енергија на воздух, водолија, близнак, вага, енергија каде што ова е остроумна персона, многу интелигентна, има премногу висок коефициент на IQ, каде што и оваа персона гради се во својот рационален енергетски дел. Значи, оваа персона визуализира на едно енергетско ниво, каде што и оваа персона сама ќе ви долови енергија дека ќе треба да се бори за вашата емотивност. Значи, да добие емотивноста од вас, затоа што оваа персона е стално во својот рационален енергетски дел, затворена во размислување што ако се случи тоа или што ако се случи ова. Ајде да видиме што уште за вас, да знаеме што друго сака од вас генерално оваа персона. Магионичар. Оваа персона ве манифестира, буквално во него ги има сите алати, или пак оваа персона доминантно знае дека вие сте мастер манифестатор за оваа персона, дека знаете да го енергизирате на едно емотивно енергетско ниво, каде што и ги имате сите, значи целосно арсеналот е во вашата енергија. За некој од вас има комплетно со воздушен знак допир, енергија каде што оваа персона ќе манифестира и емотивност, и материјалност, и стабилност, енергија каде што ве посакува да бидете дел од неговиот живот. Оваа персона ќе сака, ќе бара од вас да добие една, па да речам дека ќе биде енергија да му кажете дека ќе прифатите негова енергетска вредност, да бидете дел од неговиот живот, каде што и ќе се надополнувате во енергија да рационалниот енергетски дел го искористите од оваа персона, а емотивниот енергетски дел го добие оваа персона од вас. Значи, калибрација на енергија во љубовен енергетски дел. И што уште ќе има енергија, што ќе посакува оваа персона, драги мои, ве доживува. Не е битно во каков род сте, ова е само енергија, дали сте маж или жена, не е битно. Во енергетска вредност оваа персона ве доживува како една огромна, искрена, поврзана, висока свештеница, која што сте тајна во неговото срце. Оваа персона ве носи во неговото срце и е во енергија дека сте многу интуитивни, многу способни да прикриете некои работи кои што не сакате сега да се случат, а ги манифестирате во вашата енергија. Оваа персона е привлечена на вас и знаете дека оваа персона ќе стигне со комуникација до вас и ќе ви оддаде почит за просперитетен живот понатаму. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!